буквата К, кривината на реката Треска. Овој простор со децении беше култно место за одмор и рекреација на скопјани. Реката Треска беше чиста, а луѓето се криеа под сенките на врбите, бегајки од скопското жешко летно сонце. Течението на реката Треска и околината на Сарај се планирани како зона на зеленило уште во планот од Кубеш од 1948 година, кој за прв пат ја вметнува оваа периферна зона во структурата на градот. Во постземјотресниот ГУП од 1965-та, идејата за овој реон се развива уште повеќе поврзувајќи го во систем на зелени коридори низ целото Скопје. Оваа целина долж реката Треска се предвиде за разновидни програмски содржини: спортско-рекреативни намени, комерцијално-угостителски намени, хотелско сместување, индивидуално домување, расадници, детски и младински центри, градска плажа, автокамп и парковски површини. Овој план конечно се реализира во 1978 со изградбата на вештачкото езеро Треска и неговиот туристичко-рекреативен комплекс. Подвигот е овозможен преку самофинансирање од страна на граѓаните кои донираат средства за градење на неколку вакви јавни простори кои би го подобриле квалитетот на животот за целата заедница. Проектот започнува со позиционирање на езерото Треска на местото Кривина, кој претходно било најпопуларното излетувалиште за скопјани. Структурата представува бетонски базен кој се полни со вода од реката Треска преку систем на пумпи и водоводна мрежа. Неговата површина е 13 хектари, а има капацитет дури за 10.000 капачи. Содржи и систем за прочистување преку таложници, вештачка акумулација и пречистителна станица. Околу езерото се поставени спортско-рекреативните содржини на комплексот: игралишта, базени, плажи, паркови, шеталишта, бифеа и киосци. Во склоп на оваа програма вклучен е и камп простор за приколки и шатори со капацитет од 500 корисници. Сите овие програми се меѓусебно поврзани со пешачки патеки и обкружени со високо зеленило. Оваа успешна приказна на партиципативно урбано планирање трае многу кратко. Во 1998 само 20 години по неговата изведба, водите на езерото Треска беа прогласени за штетни за капење. Последователно започна и затворање на останатите делови од комплексот. Езерото стана базен за таложење на загадените води, достигнувајќи највисок степен на бактериолошка контаминација, кој не дозволува конзумирање, капење, наводнување или било какво користење поради загрозување на човечкиот живот. Од неговото затворање до денес се правени низа обиди за реактивирање на езерото, кои секогаш завршуваа неуспешно. Скопје, кое некогаш се гордееше со природната плажа Кривина, сега тагува поминатите времиња и е град со 4 реки, 2 езера и ниту еден пристоен простор каде што можат да се разладуваат скопјани. Пештерата Коритиште или Врело. Оваа пештера е лоцирана во кањонот Матка од десната страна на реката Треска. Пештерата е систем од пештери, една над водата и другите под водата и езерото. На таванот е дошт од сталактити, а не помалку зачудуваат неколкуте столбови. Посебно воодушевуваат столбовите близнаци кои се високи околу 6 метри и се со кристална бела боја. Во длабочината се наоѓаат 2 езера, мало и големо езеро со своја така наречена руска плажа. Плажата го добила името по тоа што во езерото први се бањале руски пилоти вработени во македонското воздухопловство. Малото езеро има форма на осмица, во најширокиот дел има должина од 8 метри, а должината и длабочината му се 15 метри, додека големото езеро има должина од 35 метри, широчина од 15, а длабочината од 15 до 18 метри. Присуството на сталактити во водата укажува дека порано во пештерата немало вода. Оваа констатација ја потврдува еден спелеолог и информира дека езерата се создадени по изградба на акумулација Матка во 1936 година. Во пештерата има и така наречена концертна сала, од чија лева страна се така наречените пишани камења.
Станува збор за систем од знаци, можеби и за писмо за чие толкување и дешифрирање треба стручна помош. Во текот на 2008 година, спелеонуркачката експедиција составена од врвни нуркачи од повеќе земји во светот, започна со истражување на оваа пештера. Експедицијата се обиде да ја потврди теоремата дека оваа пештера е најдлабока во Европа, а можеби и во светот. Пештерата Коритиште важи за една од најубавите подводни пештери во Европа, која се карактеризира со голем број на сталактити и сталагмити, потоа со две езера, големото и малото, концертна сала и слично. За најдлабока пештера во светот се смета Бушмановата дупка во Јужна Африка со длабочина од 282 метри, што представува и светски и Гинисов рекорд во нуркање во длабочина во пештери. Во 2008 година пештерата се наоѓа на 71-то место со длабочина во светот со 100 метри. Но со понатаможните истражувања изведени во 2009 година пештерата достигнала длабочина од 192 метри и се наоѓаше на 14-тото место во светот по длабочина на подводни пештери. Со последните истражувања извршени во 2011 година стигнато е до длабочина од 220 метри, но нуркачите се сигурни дека пештерата е подлабока. Оваа пештера исто така беше и номинирана за избор на 7-те светски природни чуда. На 12 август 2011 пештерата Коритиште беше подготвена за туристи. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја